Добар ден, започнуваме со вестите на Канал Плюс. Проследете ги кратките најави за дел од настаните. Денес е Томина недела, првата недела по христијанскиот празник Великден, која се празнува во чест на светиот апостол Тома. Сите верници овој ден го одбележуваат со посета на манастирот Свети Недела во Штип. Протестен марш и митинг на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се одржа вчера на плоштадот Слобода во Штип. Млекото и млечните производи со висок квалитет покажува долгогодишното искуство на млекара Штип. Денес е Томина недела, првата недела по христијанскиот празник Великден, која се празнува во чест на светиот апостол Тома. Светите верници овој ден го одбележуваат со посета на манастирот Свети Недела во Штип. По повод денешниот празник ќе се одржи црковен народен собир со света литургија, која започна утрово во 8 часот. По светата литургија настапија играорни групи од нашата држава со културно-уметничка програма. Кога се јавил Господ Исус Христос на воскресението, во тие моменти апостол Тома не бил. И кога му кажале дека го виделе Христос е жив, тој не поверувал и рекол: се додека не ги допрам рацете, раните на раците и нозете од телото Христово, нема да поверувам. А според нашата вера, блажени се оние кои не виделе, а поверувале. И затоа токму на тој ден го славиме Томиното неверство, за да и ние поверуваме, а не да бараме докази за Бог. Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија вчера на плоштадот во Штип одржа протестен марш. Председателот на партијата Зоран Заев им се обрати на присутните граѓани, членови и симпатизери. Во текот на вчерашниот ден опозицијата оствари и средба со граѓани, пензионери, средношколци и студенти. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија вчера имаше митинг во Штип. На присутните на градскиот плоштад се обрати председателот на партијата Зоран Заев, а дел од неговиот говор се однесуваше и на тоа дека Штип е еден од највлијателните политички центри во Македонија. Штип ги има втемелено со светли букви сите историски вредности во нашата земја и значајна трага има оставено во историјата на Република Македонија. Од овој град се и Киро Глигоров и Никола Клюсев. Од овој град се Јачо Сјопов и Ванчо Прке и првиот архиепископ на Македонската православна црква. Штип дал многу звучни имиња за ова наша земја и затоа треба да се водиме по нивните стапки. Македонија без потенцијалот на младите не може да напредува. Клучни во оваа битка за слободата мора да бидат младите, студентите и сите слободоумни граѓани. Но и сите ние имаме собствена одговорност пред оваа држава, а секој од нас треба и мора да ја одигра таа улога. Да се гордее со тоа што го направил за повторно да живее слободно во собствената татковина. Во текот на денот раководството на СДСМ оствари средба со граѓаните, имаше протестен марш низ градот, а објави и аудиоматеријали од преслушувани разговори. Штипскиот јогурт, павлаката и други млечни производи на млекара Штип се со висок квалитет. Тоа го покажува и долгогодишното производство на млечните производи. За квалитетна млекопродукција клучен фактор е преработката на сировото млеко. Млекара Штип веќе долго години ја снабдува Источна Македонија со млеко и млечни производи. Нивното долгогодишно производство покажува дека нивните производи се со висок степен на квалитетност. Нивната фирма секојдневно прави преработка на 10 тони сирово млеко. Млекото го откупуваме ние од кооперанти, имаме околу 100 кооперанти. Најголем дел се од Штип, Проби Штип, Злетово, Кочани, сите тие околни села. Значи голем дел во
откупуваме од нив. Сировото млеко кое го добиваат од нивните кооперанти, за неговата безбедност и квалитет секојдневно прават лабораториски испитувања, а со тоа безбедноста на продажбата на нивните производи го зголемува нивото на потрошувачка на јогуртите, павлаката, киселото млеко и производството на кравје сирење. Испитувањето на млекото имаме сопствена лабораторија, тука го испитуваме од секој кооперант поединечно се земат на терен проби, тука ги испитувате во лабораторија и после се пушта во производство. Исто така задолжени сме со анализи на готов производ, со анализи на сурово млеко месечно од сите производи и од сите кооперанти по 2 пати месечно испраќаме на анализа на ветеринарен институт или некоја друга организација. Хигиената на просториите и опремата на местото каде се произведуваат производите, млекара Штип секојдневно прави дезинфекција на апаратурата, а готовите производи ги складираат во простории каде се максимално заштитени од ресипувачки влијанија. Испитувањата покажуваат дека конзумирањето на млечни производи го намалува ризикот на болести, кои сликата на крвта ја одржува на безбедно ниво. Од тие причини уживајте во млекото и конзумација на млечните производи и имајте здрав живот. Членовите на културно-уметничкото друштво при Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров денес заминаа на еднонеделна турнеја во Измир, Турција, каде ќе учествуваат на фолклорен фестивал, а истовремено ќе бидат и дел од прославувањето на националниот празник во Турција по повод Денот на детето. Членовите на културно-уметничкото друштво при Центарот за култура Никола Јонков Вапцаров од Делчево денес заминаа на еднонеделна турнеја во Турција, каде на престижен фолклорен фестивал во Измир ќе го представат пијанечкиот фолклор. Истовремено ќе бидат дел од прославувањето на националниот празник во Турција по повод Денот на детето. И во ова 2015 година фолклорната група при Центарот за култура ќе гостува на еден престижен фолклорен фестивал кој што ќе се одржи во Измир, Република Турција, поточно во општина Газиемир, со која што имаме традиционално добри односи. И еве по 6-ти пат, значи, нашата фолклорна група ќе гостува на овој фестивал. Во оваа прилика сакам да истакам дека покрај гостувањето на овој голем меѓународен фестивал, исто така на 23 во Измир, Република Турција е и Ден на детето, каде што е национален празник и нашата фолклорна група на овој фестивал ќе се представи, се надевам, во најдобро светло. Освен фолклорот, општина Делчево и Измир, поточно општина Борнова, ги поврзува збратимувањето кое трае од 2002 година, па затоа и делегација од општина Делчево ќе оствари економски и други деловни средби со делегација од општина Борнова. И оваа година на овој фестивал покрај, значи, фолклорот и дружењето, ќе има една делегација која што ќе биде представувана од градоначалникот на општина Делчево и каде што ќе се остварат покрај фолклорни средби и други дружења, значи ќе се оствари и една, ќе се учествува на еден економски форум и ќе се разговара за економијата и соработката во другите области. Инаку на фолклорниот фестивал во Турција секоја година настапуваат културно-уметнички друштва и фолклорни ансамбли од целиот свет: Кипар, Романија, Јапонија, Босна и Херцеговина, Косово, Албанија и други. Културно-уметничкото друштво Никола Јонков Вапцаров оваа година по 6-ти пат ќе биде дел од ова фолклорно случување. Во продолжение на дневникот следуваат вести од светот, по нив вести од спортот. Мистериозна болест однесе 17 животи во Нигерија. Локалните власти во Нигерија соопштија дека 17 луѓе починаа за само 24 часа по заразата од засега мистериозна и непозната болест. Според информациите, првите 4 лица кои биле заразени од непозната причина починале во рок од 24 часа по првите симптоми. Во последните 72 часа нема нови заболени лица и засега болеста не е проширена надвор од границите на местото во кое првично се појавила. Денес финците гласаат за нов парламентарен состав.
Околу 32% од финците гласаа однапред на парламентарните избори закажани за денеска, согласно со изборниот закон на Финска, соопшти Финското министерство за правда. Од 4,5 милиони избирачи повикани да изберат 200 пратеници за 4-годишниот мандат, 1,3 милиони финци гласале во периодот од 8 до 14 април. Според последната анкета, земјоделската партија Центар би победила со 23% од гласовите пред социјалдемократите и конзервативците, кои би освоиле околу 17%. Светските финансиски лидери ја повикаа Грција да постигне договор со меѓународните кредитори за да избегне еден катастрофален банкрот, кој би ја потресел уште повеќе од рецесија глобалната економија. Ова е повикот на завршената пролетна седница на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка во Вашингтон. Атина треба да ги почитува договорите и обврските под кои се е подпишено. Тоа го прават сите земји од Европската унија, беше констатирано на завршната седница во Вашингтон. Денес во 15:30 часот ракометарите на Вардар се соочуваат со нов предизвик против екипата на Киелце. Ракометарите на Вардар со нов огромен предизвик да го совладаат Киелце среде Полска, со најмалку 2 гола разлика доколку сакаат да играат на Final Four турнирот во Лигата на шампионите. Црвено-црните втора година поред се наоѓаат така близу, но истовремено и така далеку од толку посекуваниот F4 во Келн. Лани крајно несрекно беа елиминирани од Фленсбург, а годинава имаат уште потешка задача, бидејќи на првиот меч на домашен терен беа совладени од Киелце со 20:22, па сега ќе се обидат да приредат сензација на гостински терен. За да се стигне до изненадување, сигурно ќе мора да се избршат сеќавањата од последното гостување во Полска, кога вардарци во осмина финалето од Лигата на шампиони загубија со 32-26 од Висла Плоцк. Ова беше се во вестите на Канал Плюс. Ви благодарам на вниманието со нови информации во дневникот во 16:30 часот. Имајте пријатно неделно попладне.